почитуван директоре, моите колеги го потвърдиха. Со добивањето на новиот реалски базар, гаси се големи приходите, што е нормално. Тука не е нешто, вие дека направите нешто спектакуларно. Добивте нови приходи со добивањето на новите тези и новиот базар. Сега сакам да прашам две-три работи, бидејќи поне не стигна да ве прашам. Околу новиот базар. Новиот пазар. Прво, им вземате луѓаните по 230 и таму колку денари наплата за одржување. Така, значи, луѓаните по 236 денари, ако не се лажам. Сега да ви споменам само дали на горниот дел од пазарот, каде што треба, каде што имате, каде што во инфраструктура, како да го јаснанимате, да симфоника што треба тече водата пред луѓаните, на двете места е затворено. Дали имате намера тоа да го санирате? Првото прашање. Дали имате намера да ги санирате одводите кои што се запушени? Втората работа. Просторот, заедничиот простор кој што го имат дуќанџиите, значи луѓето што купиле дуќани во новиот пазар, е узурпиран од поединци. Директора не ја пратите, не за кој ќе ми одговара. Или снимате? Не, па, или тоа да почекам, разговарате вие, после ќе ви... Значи, дали простор, кој што е заеднички простор на дуќанџиите, на луѓето кои што имаат купени дуќани, во новиот пазар, узурпиран од поединци, имате намера тоа да го обстапат тие луѓе, затоа што таму има плаќаат на некој, значи не може некој да биде собственик на нешто што не е. Вие стопанисувате, имате служби таму, не знам како тоа функционира. Таа втора, третата работа, новиот пазар. Новиот пазар навечер изгледа како еден прво паркинг околу земја, па и сите тие сијалици околу него. Страф и ужас. Зошто толку е тешко да побарате да сменат некоја сијалица, луѓето плаќаат пари таму. 230 денари од секој друг ќе земате, од тези да земате пари. Дајте да речиме малку на нешто. Третата работа, што не ја спомнавте, колку пати ни се насипуваат тие пумпите таму во новиот пазар. Да не ја личат водата, кој што non-stop треба да личат вода. Го знаете тоа добро. Четврта работа, дали онај санитарен чвор кој што требаше да биде поправен во централниот пазар е поправен за тече таму водата. Бидејќи вашиот претходник кажа дека се направила некоја грешка при инвестицијата, се праша, веднаш не го говорите, бидејќи бевте млад директор, не знаете тогаш. Значи водата што тече од тезгите каде што овие тезгаџите ги мијат своите производи, не може да истекува по тој простор што е направен за истекување, туку се задржува стваран непријатен мирис. Дали тоа имате намера во близина да го санирате? И последната работа што рековте, писано дека треба да ми одговорите, не мора да ми одговорите, не беше толку страшно прашање. Беше дали инвестицијата ќе биде на терет на јавно предпријатие пазари, дали има некои соучесник таму, и од прилика кога се средства. Ништо не беше страшно да ми кажете, па јас да земам сега да пишам писмено да ви собрам. Ќе ви собрат, не е проблем. И устно ќе да кажа с канцеларија, ќе ве прашам ако сакате, меѓутоа не мора да ми кажи, не мора говорница да каже да сакам да биде јавно. Да знам да граѓаните на Битола, лесно е за мене, јас по некој друг да ги некој дознам. Битола не е тоа. Валентин Груевски ти кажа. А уште една работа за скршното пазариште. Јас не сум многу среќен таму што се својакани приходите како граѓани. Затоа што иди масовна продажба на животни таму. Чим се свалимо во продажбата на животните, ништо не е во ред држава. Зошто луѓето ги продаваат и крави? Добра е затоа што го виштите сточниот фонд, затоа што ќе требате селаните да ги продават своите крави таму и затоа што имаме увоз, некој други на увоз. Затоа што ги работите повеќе да горек Битола наместо да чуваат крави. Тоа е проблемот. Тоа е да напас да ги продават. Тоа е цялата работа. За момент помислим дека ќе пласираш теоријата за здрава храна за следно место. Не може да биде здрава храна ако правите увоз на млеко, ќе знаме како да што го везва. Здравата храна. Иначе да имаме